За спроведување на националната стратегија за земјоделство, владата на Република Македонија обезбеди мерки на поддршка кои се постојани и во насока на зголемување на износот и тоа во вид на директни плаќања, субвенции по засејани или засадени површини за сите култури по грло добиток или по единица предаден производ, млеко, тутун, предаден зеленчук, како и покривање на половина од трошоците за инвестиции во опрема, земјоделска механизација, систем капка по капка, подигање на пластеници и оранжерии, машини за преработка на производите и друго. Дополнително за поголема конкурентност на производите на странските пазари, обезбедени се субвенции поголеми за 30% за производителите на органско производство. Дополнително повисоки субвенции од 20% за производителите кои воведуваат стандарди за безбедност Global Gap и дополнителни 0,5 денари по килограм за производ со заштитен географски назив. Покривање на 50% од трошоците за сертификација и анализи за органското производство, стандардите за квалитет и безбедност и заштита на географско потекло. Субвенционирање на 60% од вредноста на полисата за осигурување на земјоделските површини, покривање на 70% од трошоците за агрохемиски и педолошки анализи на почвата за правилно ѓубрење. За земјоделците во ридско-планинските подрачја, субвенциите се зголемуваат за дополнителни 15%. Дополнителни субвенции има и за младите земјоделци и жените. ФАО и Светската банка предвидуваат загрижувачка тенденција на поскапување на храната. Затоа владата на Република Македонија се грижи за нашето земјоделство. Со тоа се грижи за нашата иднина.